Министерке, добар ден. Северна Македонија се наоѓа пред сериозни предизвици со коронавирусот. За покривање на дупките во приходите во буџетот, ММФ одобри 176 милиони евра дополнителни, 140 се очекуваат од Светската банка, помош најавува и Европската унија. Доволно ли е? Добар ден, Јане, благодарам на поканата. Значи, се соочуваме со најголемата светот се соочува со најголемата економска криза и согласно тоа секако дека сите земји се справуваат со истата локално. Ние креиравме неколку сценарија за да видиме, нели, односно за да одговорам дали ќе биде доволно. Дали ќе биде доволно, секако зависи од кој од сценаријата кои што сме ги проектирале би се остварило во однос на тоа колку би била помала наплатата на приходната страна, согласно тоа колку би бил поголем дефицитот или потребата за финансирање. Сега, како што кажавте, значи 176 милиони евра од Меѓународниот монетарен фонд беа одобрени од оној инструмент за брзо финансирање, кој што е од исклучителна важност за оваа ситуација со која што се соочуваме, особена важност затоа што оваа инекција, така наречена, доаѓа токму во месец април, односно средствата веќе се легнати на сметката. Понатаму, како што кажавте, преговараме и со Светската банка за износ од околу 140 милиони евра. Друго е новиот инструмент за макрофинансиска стабилност од Европската унија, кој што би изнесувал од околу 100, можеби и до 150 милиони евра, зависи, бидејќи истиот е врзан за инструментот на Меѓународниот монетарен фонд, односно, откако овој инструмент би го искористила земјата, ние веќе го искористивме, исполнет е предусловот за да го користиме овој друг инструмент. Ние веќе изразивме формално барање, испративме до Европската унија, очекуваме да го започнеме процесот, а во исто време, бидејќи се работи за навистина зголемени потреби за финансирање, дали е тоа поради намалените приходи, дали е тоа поради здравствените потреби, односно зголемените расходи на страната на здравствениот сектор, социјалната заштита, економски мерки за поддршка на ликвидноста и за заштита на работните места, дефинитивно сме свесни дека мораме брзо да реагираме во секој поглед и да обезбедиме и дополнителни средства. Затоа веќе го започнавме и процесот на издавање на евроврзница, односно започнувањето значи дека се подготвуваме, го следиме будно пазарот на капитал, кој што се очекува да почне да се стабилизира, за да можеме да излеземе во најсоодветно време и секако да обезбедиме дополнителни финансиски средства. Министерке, Македонија влезе во нови 30 дена во уредна состојба. Како да опстанат малите бизниси ако се има предвид дека затварањето на подолг период поради коронавирусот за некој од нив ќе значи клучна врата и отпуштање на вработени? Да, видете, вонредна состојба ја спомнувате дека е продолжена. Значи, ова е, како што кажав, глобален предизвик, меѓутоа секоја земја делува и се справува локално, од една страна согласно своите можности, од друга страна како што владата цени дека е најсоодветно да реагира. Во едни такви услови исклучително важна е агилноста, флексибилноста и брзата реакција која што всушност вонредната состојба ни овозможува. За да правиме било какви уредби со законска сила, промени, имплементирање на мерки, потребно е да може да ги носиме тие одлуки, односно владата во овој случај ги носи законите, односно уредба со законска сила, како што во нормални услови тоа го прави парламентот. Во однос на предизвиците за малите бизнеси, воопшто за сите бизнеси, навистина сите мораме да бидеме реални дека сите се соочуваат со потешкотија. Дел од нив ова ќе го поминат многу потешко од други кои што ќе го поминат подобро. Дел можеби ќе ги реструктурираат своите работни процеси, дел ќе се адаптираат и ќе ги трансформираат можеби процесите. После оваа криза верувам дека нема да бидат исти многу од работите. Можеби некои сенџери на набавка ќе се реструктурираат и ќе се променат, што значи дека ние како влада носиме одлуки кои што сметаме дека се најдобри и за заштита на ликвидност и работните места на стопанството, и за граѓаните, и за ранливите групи, ако ги погледнете сите мерки кои што се донесени, и секако дека целта главна, јас сметам дека на секоја влада е да му помогне на стопанството и граѓаните да го премостат овој проблем и потоа да бидат подготвени што поскоро да започнат со опоравување. За македонската економија, како што анализира Светската банка, најмногу се очекува да забави личната потрошувачка, ќе се намали извозот и инвестициите. Меѓутоа, токму овие три компоненти беа едни од главните двигатели на економскиот раст на Северна Македонија изминатиот период. Има ли планови за
алтернативен поттик или ребаланс на буџетот е неминовно и неопходно. Да, значи се соочуваме со шок и на страната на побарувачката и на страната на понудата. Како што ги кажавте компонентите, дефинитивно еден од двигателите на економскиот раст кај нас е приватната потрошувачка, која што во вакви услови, кога ќе има намалување на расположливиот доход на домаќинствата, дел поради можеби загубени работни места, дел поради намалување на плати, поради потешкотиите со кои што се соочува стопанството, дефинитивно очекувањата се дека ќе има пат на приватната потрошувачка, но не само заради намалување на расположливиот доход и заради овие рестриктивни мерки за затворање на економската активност. Практично граѓаните кога се во самоизолација, во карантин, во домашни услови не ни размислуваат, ниту пак трошат. Од другите двигатели кои што ги споменавте, значи намалување на инвестициите, на оние, да кажеме, компоненти кои што навистина се значени за нашиот раст на економијата, дефинитивно и секако дека креираме планови не само за премостување на овој проблем, меѓутоа и за фазата на рекавери или обнова која што ќе дојде. Единствено може да кажеме дека во компонентите се очекува раст на јавната потрошувачка, која што треба тука да одигра улога и како во инвестициите, така во капитални проекти кои што треба да продолжат да се реализираат, и таа компонента која што се очекува да има позитивен придонес и да расте и покрај овој економски шок кој што е потикнат секако од здравствен шок. Министерке, ви благодарам за разговорот и секое добро. Благодарам и вас на поканата.